Сега го покануваме Тихо да ни објасни оваа глава. Слава ти, Господи Исусе Христе, те молиме да ни го отвориш умот, да го разбереме ова слово. Ти благодариме што ти зборуваш, што излеваш жива вода. Станкаве молам микрофонот, што излеваш жива вода, Господи Исусе Христе, да разбереме, да се напиеме жива вода дарум, те сакаме. Само микрофонот исклучете го, мајка Станка. Валтазаровата гозба, како што гледате, луѓето сакаат да се веселат, да се радуваат, да се гоштеваат. Валтазар, син на Навуходоносор, прави гозба, пијат вино, 1000 луѓе се поканети, да покаже колку има, колку е моќен, и нему е тоа доволно, бара од садовите што ги украле од храмот израелски, од Соломоновиот храм, да пијат од нив вино. Тие се садови кои се служеле за обредни дејства, веројатно и со крв се ставало, се прскало, се правело. Ги донесоа тие садови во домот Божји, пиеа од нив, пиеа вино и си ги славеа своите богови, својата вера, својата правда, својата сила. Значи, златни богови, сребрени, бакарни, железни, дрвени и камени. Телесни, мртви богови. Ние зборуваме за духовно нешто, за вечна љубов. Нашиот татко е создаден од љубов природа. Во истиот момент се појавуваат прсти од човечка рака, видливи, значи, за Валтазар, спроти светилникот над зидот и пишуваат нешто. Тој се плаши, бидејќи знае што му се случило на татко му. Но не ја извлекол поуката. Човекот продолжува да греши. Тоа е песот на блуеницата и свињата во калта. Царот се исплаши, нормално знае што му се случило на татко му, повика халдејци, магесници и сите мудреци вавилонски да му кажат што е напишано. Тој знае дека е таа порака. Ние имаме во Новиот Завет, кога тие го проповедаат Евангелието, раката Божја, прстот Божји беше со нив, нели, односно во дух е присутна силата кога ти извршуваш нешто за слава на Таткото Небесен. И тој им вели, оној кој ќе ми го прочита тоа што е напишано, ќе биде облечен во царски дреј, нели, во црвена боја која ја носеле само царевите, односно виолетова, ќе му се стави злато и така, и ќе биде трет во царството. Видете, тој поставува луѓе. Тој телесен момент, телесна хиерархија. Сите дојдоа, но никој не може да го прочита напишаното и да му објасни што пишува. Тоа покажува дека во Светото писмо е потребен човек кој вистински е воден од Духот за да ти објасни што е тоа. Да не го толкуваш телесно, телесниот не го разбира духовното, и оттаму се тие толку многу толкувања под, како да речеш, верзии на верници во наводници. Царот се разгневи, пак е исплашен, но и сака некој да му помогне да го реши проблемот, и тоа е тоа проклетство, бидејќи проклета е тој што се надева на луѓе. Тој бара, наместо да повика кон, видите дека нема соодветен однос, бара од луѓе. Проклета е тој што се надева на луѓе, го имаме тоа пишано во Новиот Завет. Царицата е тука, му помага, нели, мажот и жената се едно тело, таа е помудра од него, како што се гледа. Му вика да си жив довека, да не се плашиш. Има еден човек, 11 стих, во кого е духот на Бога светецот, на светиот Бог, на вистинскиот Бог, не на телесен. Во деновите на твојот татко се најде во него светлина, разум и мудрост, како мудроста на боговите, тие си имале повеќе богови, нели? И царот на Навуходоносор, твојот татко, го постави како глава на јасновидците, магесниците, халдејците, гледачите. Лично таткот и царот го постави. Значи, духот на Бог, кога е во некој, тој може да чита, да објаснува, бидејќи е воден од духот, не се води од телесна мудрост и не е под проклетство, бидејќи не кажува своји мисли. И како што гледаме, тој не се ни откажува, ќе видиме како читаме понатаму, кога е фрлен во јама со лавови затоа што не е послушен на царот. Бидејќи во него, во Данаила, кому царот му го промени името во Валтазар, гледајте го сега ова духовно значење, значи синот на Навуходоносор се вика Валтазар и на Данаел му дал име Валтазар, му го промени името, се најде висок дух, знаење и разум способен да толкува соништа, да толкува загадочни работи, да разврзува јазлија овој препев.
Се сеќавате на стиховите, се што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небесата, се што ќе одврзете на земјата, ќе биде одврзано на небесата. Значи, тој е способен да врзува и да одврзува. Сите не може да врзуваат и одврзуваат, тоа е друго ниво. Најважно е да се одврзеш ти од себе праведност, од непростување и од осудување, за да не бидеш врзан на друг кој ќе додеш на судот. Нека го повикаат Данаила, тој ќе го објасни значењето. Жената му кажува на мажот. Не се кажете тие стихови дека ако мажот не верува ќе се освети преку жената. Во овој случај зборува за душа која е разбудена и ако е телесна, нели? Да не заборавиме дека и жената е наречена црквата, а Исус е младоженецот. Го доведоа Данаил, ти ли си Данаил, од еден од заробените, тој значи Данаил е во робство таму, но извршува задачи на семокниот татко, сведочи на тоа царство вавилонско, дека има еден Бог таму, еден татко, кого вие не го знаете, кој е жив и прави разни чуда од време на време да ве подсети. Ти ли си тој, сум слушнал за тебе, 14 стих, дека во тебе има Дух Божји. И кој ќе видат луѓето дека има, тие зборуваат, да, во овој човек има Дух Божји, има нешто. Зашто гледаат дека тој не живее телесно, дека е воден од Духот, тоа е важното. И затоа христијани нема да вика, јас сум во Исус, јас сум во. Ние ќе го гледаме тоа, нема потреба тој да го повторува, да го зборува. Значи, има Дух Божји, светлина и разум и голема мудрост. Ги имаме стиховите од Новиот Завет, кој нема мудрост, нека ја бара од Господа. Ете, магепниците му кажува, не можеа да ми го преведат, нормално, телесниот човек не разбира. На кој јазик е ова? Истото е интересно прашање, на духовен јазик. Се тие напишани работи. Сум чул дека можеш да ми ги објасниш ова значење и дека можеш да одврзуваш, да заврзуваш јазли. Ние сами се заврзуваме. Со непростување, со осудување, со гнев, зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши, ќе видиме после, ќе го читаме тој дел ако дојде во Матеј. Ако можеш да ми го прочиташ, она ќе ти дадам тоа и тоа и ќе те направам трет достоинственик. На Исусов слуга, сотрудник, не му треба некој да му дава материјално. Посебно не за услуга во духот. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Во овој случај се работи за отплата на грев. Данаил му вери, даровите нека ти останат, не ми требаат дарови. Почестите дај му ги на друг. Напишаното ќе му го прочитам на царот и ќе ти објаснам значењето и така натаму. Како што и таткото и Навуходоносор му кажува, имаше царство, имаше величие, имаше чест и слава, се до оној момент убиваше кого сака, казнуваше кого сакаше, оставаше жив. 20 стих, кога срцето негово се возгордеа. Затоа е гордоста смртен грев. Што е тој гордиот? Јас знам, јас ќе кажам, не може така, јас ќе постапам. Тоа е гордоста, спротиставен. Сатаната е најгордиот. Знае дека изгубил и тера за инат. И духов негов се ожесточи, значи се возгордеа, во дрскост. Не се плашиш ти дека ќе дојде Господ. Се што правиш, па заветниот закон без старозаветниот е око за око, зап за зап. Што правиш, тоа ќе ти се прави. И славата му беше одземена. Видите како завршува тој. Одвоено од синови човечки, се спушта како животно, срцето негово станува зверско, живее со диви магариња, јаде трева како вол, телото негово е фрлено, се распаѓа и така натаму, се додека не разбра дека на човечкото царство, кое е минливо овде, има малку време, владее Севишниот Бог, ние велиме татко, и тој поставува кого сака. Тој поставува луѓе. Ова се однесува и на црквите. Цркви во кои сами си се поставуваат, сами народот ги бира, демократијата е сатанска. Ако имаше поставен човек во Македонија да прифата тој што може да води, Македонија ќе можеше да се спротиставува на сатаната по негова волја, колку што има време. А ти, негов сине Валтазаре, и ти него смири срцето свое, го знаеше тоа што му се случува на татко ти, ти зимаш садови од храмот. Има еден стих кој е како да речем отрезнувачки во новиот, во стариот завет, кој ќе им направи зло на израелците, ќе се исуши како тревата на покривот.
Познато е тоа, ако некој тебе те урне или убие негов следбеник, Господ тебе ќе те урне зиду варосан, така вели тој. Се возгордеа садовите, пиеш, правиш блудство, си славиш богови, твои богови, нашите светци, нашите цркви, нашата вера, сребрени, златни, бакарни, железни, над зидови слики, камени кои не гледаат, ни слушаат, ништо не разбираат, а Бог, Таткото, во чии раце е твојата душа, во кого се сите твои патишта запишани, ти него прослави. Видите, кого славиме ние денеска? Што славиме? Тие слават ден, денеска е овој ден, денеска е тој ден, голем ден. Каков ден славиш, човеку? Времето не постои, само на земјата има малку време. Горе има вечност и несватливо. Заради тоа се појавија тие прсти. Затоа што и ти правиш така. Не го прослави. Пазете кого славите. Деца, пазете се од идолопоклонство. Како рече, идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Еве што е напишано и му го кажува тоа што му е напишано. Сам си напишал ти, синко. И Антиох Епифан ги ограби храмовите израелски, им ги силуваше жените, им забрануваше да се нарекуваат евреи, им го забрани јазикот, ги тераше да се поклонуваат на идоли, им сипуваше жешко масло, да не зборуваат еврејски јазик. Антиох Епифан е од македонската династија. Никој се нема покајано за тоа, ниту знаат, бидејќи треба тој да те викне, да го викне пророкот Израилев и да му каже што му пишува на зидот, бидејќи душата му е зид камен. Мани, Текел и Фарес. Еве што пишува. Мани, го изброи Бог царството твое му стави крај. Затоа Македонија се мачи 2000 години. Ма што да му објасниш на некој кој тебе те нарекува секта? Овој барем го викнал. Пазете на Навуходоносор и овој другиот син му Валтазар, знаеле дека има некој со Господ, па го ставил таму да работи за него, иако е во робство. Они неќа да знаат денеска. Они самите знаат и гревот им останува. Затоа Македонија се мачи. И нема љубов, ги оставаш да умираат луѓето и крадеш. Нема благослов тука. Го изброи Бог царството твое му стави крај. За среќа имаме друга состојба, духовна историја, не може да се избрише Македонија. Како и Израел, што и да прават. Мани, го изброи Бог царството твое. Се ќе заврши. Само ти лекај, кој ќе почнеш да лелекаш. Текел, измерен си на кантар студен со туч го мерат. Лесен си, знаеш што? Ти немаш ништо. Пази да не станеш прошлиот пат што читавме. Гола душа, ќе плуташ некаде таму милениуми. Фарес, царството ти е разделено. Толку ти заврши приказната. Дадено и на мидјаните и персијанците, по заповед на Валтазар му дадоа тоа на Данаел, и тој се вика Валтазар. Зошто се вика и тој Валтазар? Па затоа што сатаната прави лажен Валтазар. Синот на Навуходоносор е лажен цар. Вистински цар во овој случај е Данаел, негов цар, принц, без разлика. Секогаш има дупло значење, но не одиме толку, ќе не завлече во мудрување. И му даде се, во истата ног Валтазар беше убиен, доаѓа Дарий третиот персијанецот, со кого војуваше Александар Македонски, па потоа дојде тој Антиох Епифан и тој беше изеден од црви пред сите луѓе, иако се покаја. Но веќе гревот кога е направен, си знаел дека има. И тоа е таа приказна, може би ова го читавме еднаш да го разбереме законот кој е. За разлика од денешниве современи македонци, Навуходоносор и Валтазар сепак го повикувале царот, вистински синот на царот, односно представникот негов, Данаил, зашто во него е духот на светецот. Не, иако имало повеќе обиди да го убијат, може би ќе исчитаме тоа во лавовите кога е фрлен, знаеле дека има и го прашувале. Денешниве наши не само што не сакаат да знаат, туку те обвинуваат дека тие се во вистинскиот Бог. Татко не знаат, а тие што му служат вистински, што се поставени од него, значи тој поставува, Севишниот Бог ги поставува тие во заедниците.
не се поставени од луѓе и затоа се мртви институции, мртви заедници, сами си се поставуваат. Значи, како што рече, живееше татко ти не, се додека не разбере дека на човечкото царство, ова сатанско паднато царство, кое му се поклонило на сатаната, владе вечно Севишниот татко и тој поставува луѓе. Така да, ние не сме поставени ова заедница од луѓе. Бидете сигурни во тоа. Немојте да чекате да ви се појави раката и да ви го напише, да ви ја напише пресудата. Знаете, те сакаме Господ Исусе Христе, ете тоа е, го читаме овие работи, зашто се поврзани со тој закон. Не можеш да избегаш, они бегаат од земните закони, гледаме суството како се мачи, со притисоци, но останете чесен колку што можете, од Божиот суд не можеш да побегнеш. Ќе мора да отплаќаш. Ете затоа тој како вол, како го фрлил, значи најсилниот цар Вавилонското било најголемото царство, фрлен како диво магара да јаде трева. Сватете го тоа како слика и како реално. Слава ти Господ Исусе Христе. Те сакам и ти благодариме што ги изливаш овие поуки. Амин.